Почитуван председател на владата Ковачевски, почитуван директор на јавното претпријатие за државни патишта Рустеми, почитувани заменици министри, заменици на директорите кои што сте со нас денеска, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Градежната офанзива ја продолжуваме со силна динамика и на секаде низ државата. Оваа влада покажа решителност и со превземање на навремени мерки да обезбеди континуитет на сите проекти кои што ги работиме во моментот. Важно е капиталните инвестиции да продолжат да се реализираат, бидејќи градежништвото представува мотор на економијата, а тоа е повеќе од значајно во овие времиња на светска економска криза, чии последици ги чувствуваме и во нашата држава. Денеска сме присутни овде во општина Маврово и Ростуше, каде извршивме увид во рехабилитација на делницата Маврово-Јанови-Жировница во должина од 18 км. Градежните активности се одвиваат со потребната динамика, но заради продолжените зимски услови во овој дел од државата имаме мало забавување на работите, но градежната сезона сега е во полн ек. Работиме моментално на санација на 4 мостови, 5 подпорни ѕидови и се поставува асфалт на повеќе делови од оваа делница, а досега е поставен првиот слој асфалт на 10 км. Исто така би сакал да потенцирам дека преку јавното претпријатие за државни патишта започна изградбата на регионалниот пат Извор-Гарски мост, инвестиција од преку 23 милиони евра, која е од големо значење за жителите на Маврово, Дебар, Жировница, Кичево и помалите населени места од овој регион. Маврово, но и Реканскиот дел е многу значаен регион каде е потребно да го развиеме туризмот од сите аспекти и истовремено да ги подобриме условите за живот на граѓаните. Нашите залагања и примарниот фокус е да обезбедиме подобри услови во патната инфраструктура, исто така и во делот на комуналната инфраструктура, се со цел да го подигнеме нивото на услуги што ги нуди овој регион. Во делот на патната инфраструктура, целосно го рехабилитиравме патот до превојот Стража и понатаму до Кичево. Рехабилитиран е дел од патот од Маврово-Јанови до село Маврово. Реконструиран е патот од Маврово до Никифорово, а исто така би сакал да потенцирам еден многу важен проект од проектот за локални патишта преку Министерството за транспорт и врски, кој што наскоро ќе започне со реализација, а тоа е локалниот пат од Маврово-Јанови до Врбен во должина од 5 км. Инвестицијата е вредна 29,5 милиони денари. Предвидена е реконструкција на целиот коловоз и изведба на други земјени работи со што целосно ќе се подобри оваа патна инфраструктура. Во делот од Кичево до Букојчани, јавното претпријатие за државни патишта веќе подготвува тендерска постапка за избор на фирма изведувач. Силната градежна офанзива и активност ја продолжуваме и на автопатската делница од Кичево кон Охрид. Имаме континуирани активности во делот на асфалтерските работи, на делот од аеродромот до влезот кон Охрид, а во исто време со интензивна динамика се работи на целата траса од 57 км. Сакам да ги уверам граѓаните дека максимално сме посветени и градиме низ целата држава. Ветивме модерна, безбедна патна инфраструктура и тоа го исполнуваме. Тоа останува примарен фокус на оваа влада и во идниот период. Економскиот бенефит кој го носи модерната инфраструктура, регионалното поврзување со соседите, безбедно патување, зголемена размена на стоки и услуги веќе ја чувствуваме. Градежништвото мора да го одржиме на патот на закрепнување и остануваме партнери со сите чинители во делот на градењето и продолжуваме заедно да работиме на зацврстување на домашната економија и да обезбедиме подобри услови за патување и за движење на нашите граѓани. Благодарам.